Продолжувате да си терате вие како што си имате замислено. Тоа што сметководителите ги излажавте дека ќе има јавна расправа и на која што ќе се донесат заклучоци во интерес на нив и што протестираат тука не е битно, важно го поминавте законското решение во касните ноќни сати, затоа што пратениците нема потреба да одмараат, бидејќи утре за прв пат после 10 месеци имаме пратенички прашања, па мора да бидат измалтретирани и тоа не е спорно. Ние сме тука и рековме дека опозицијата активно ќе блокира, меѓутоа власта го има сватено ова изгледа погрешно затоа што активно бойкотира собраниски седници. Тие дежурните пратеници кои што ви се денес тука останаа на денешната седница, цел ден и нека продолжи така работата. Брифирајте го премиерот Ковачевски дека неговите пратеници ги нема и кога ќе повикува на разумност и работа во интерес на граѓаните, да знае дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија се тука и тие се тие кои што ќе работат активно во интерес на граѓаните. Не и се. Бидејќи се однесувате како што сакате со пленарните седници, бидејќи не најавивте на следната координација на колегите кои што се уште ви доаѓаат на координација, не знам зошто, дека ќе имате продолжеток и седници вака ќе се тераат, бидејќи дневниот ред го терате, како што кажа некој од колегите, како лотарија, јас ќе предложам согласно членот 78 став 2 во токот на седницата по предлог на председател на собрание, на предлагач или пратеник, кои го поддржуваат најмалку 10 пратеници, собранието без претрес да одлучува за секој предлог на измени на редоследот на претресот по точките од дневниот ред. Поради тоа барам поддршка од 10 пратеници да кренат рака да ја разгледуваме точката број 1, годишен извештај на народниот правобранител за степенот за обезбедување, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права. Имено, точкиве ги изгласавме по дневен ред вака како што ги изгласавме, дадовте поддршка тогаш дека се сите за овие точки додат по овој редослед, затоа што можете да се присетите, 2 дена се усвојуваше дневниот ред и сега откако ги изгласавме овие точки, не важи ова, јас ќе кажам како ќе гласаме. Битни точки кои што треба да се разгледаат, за истите има извештај, доколку тоа ви е изговорот и причината поради која што не сакате да ги разговараме и да дискутираме, по нив затоа што точката за извештајот за народниот правобранител, работата на судскиот совет, каде што поддршката на судиите и судството е веќе 3%, значи не е ни 8%, ги оставате за накрај, работата со точките по корупција исто така, и затоа барам поддршка која што добив од пратениците да ставите на гласање мојот предлог да го разгледаме согласно членот 78 став 2 како наредна точка, првата точка, годишен извештај на народниот правобранител за степенот на обезбедување, почитување, унапредување и заштита права на слободи и права за 2021.